Поранешниот премиер Никола Груевски, кој во 2018 година избега во Унгарија и веднаш доби политички азил, почнал собствен бизнис во Унгарија во летото 2021 година и основал консултантска компанија, информираат унгарските медиуми. Според нивните информации, компанијата е мала и нема вработени, но има стабилни приходи. Минатата година компанијата имала приход од околу 9600 евра, а Груевски остварил профит од околу 5600 евра. Освен компанијата на Груевски, изминативе денови странските медиуми повикувајќи се на извори од унгарската влада, пишуваат дека поранешниот премиер во 2022 година добил унгарско државјанство. Според нивните информации, унгарското државјанство дополнително ја отежнува можноста за негова екстрадиција во Македонија. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски за телевизија 24 вели дека можноста Груевски да се врати во Македонија е минимална, речиси и непостоечка. Според него, стекнатото државјанство не може да се одземе лесно, бидејќи за тоа постојат услови кои треба да се исполнат. Мислам дека можноста Груевски да се врати во Македонија е минимална, практично непостоечка, од повеќе причини, од кои само една е постоењето на унгарско државјанство. Видете, политички азил по својата природа е привремена правна состојба, која кога во матичната земја ќе се сменат околностите може да се укине. Но државјанство по Европска конвенција на човекови права не може да се земе. Треба да постојат многу јасни причини за тоа, повреда на многу голем број на закони, така што Груевски да биде екстрадиран во Македонија, веројатноста е минимална. На тоа ја додавам изјавата на премиерот кој вели дека доколку Груевски се вради ќе мора да оди во затвор, дури за повторување на судењата, така што тие два фактора заедно по мене прават веројатноста да Груевски се врати во Македонија да е еднаква на 0. Од Министерството за правда по информацијата за тоа дека Груевски има унгарско државјанство, велат дека поранешниот премиер останува македонски државјанин и се товари со правосилни судски одлуки и активни постапки. Објаснуваат дека се преземаат сите билатерални, правни и дипломатски чекори за негова екстрадиција. Поранешниот премиер Никола Груевски е повторно во фокус поради изјавата на новоизбраниот премиер на Унгарија Петар Маѓар, во која рече дека Унгарија нема да биде засолниште на меѓународни криминалци, меѓу кои го спомена и Никола Груевски. Поранешниот премиер беше обвинет во 7 судски случаи. Од нив пресуда има за случајот Тенк, каде Груевски беше осуден на 2 години затвор. Извршувањето на казната за ова дело е застарено во октомври 2024 година. Во случајот насилство во Центар, Груевски беше осуден на година и половина во затвор, а случајот Плацеви на Водно, пресудата беше 9 години затвор. Извршувањето на затворската казна за случајот насилство во Центар застарува во 2027 година, а за случајот Плацеви на Водно застарува во 2043 година. Случаите Траекторија и ТНТ се застарени, додека пак судскиот процес за Тали Реден и 2 и Тенк е во тек. Груевски побегна од Македонија во 2018 година по пресудата за 2-годишната затворска казна во случајот Тенк и побара политички азил во Унгарија со статус на Facebook дека работата излегла од контрола.